Речиси сите досегашни министри за здравство најавуваа изградба на модерен медицински клинички центар. Но до овој момент нема ништо од тоа. Во меѓувреме младите лекари перспективата си ја бараат надвор од државата. Изминативе 3 децении македонското здравство го тресеа низа на скандали, афери, сомнителни случаи. Еден од нив беше големиот или големата афера околу клиниката за онкологија. Но како постепено да се одмотува клопчето. Како сте задоволни од здравствените услуги? И така. Значи во моментов, што да ти кажам, хаос е. Услуга може да сака да ти услужат, може ти немаат, лекови немаат. Порано доваѓа можда пред нова година поставно со една жена беше, сега стварно има промени. По сите работи што гледам тука има многу и се персонално многу се доброљубиви, патуват кај треба, кој не знае, ние сме од источно дел и затоа не ни е познато, ама без разлика малце има, не малце него многу. Сега за сега добри, задоволен сум. Па релативно добро. Тие се условите. Како сте задоволни од здравствените услуги кои што се нудат тука? Не знам како да ви кажам, многу лоша работа, многу. За да кажеме дека здравствените институции се транспарентни, односно дека се отчетни, имаат отчетност, тогаш сигурно немаше да го имаме скандалот на онкологија, немаше да имаме истрага, немаше да имаме осомничени, немаше да имаме здравствени установи каде што нема специјалисти, нема да имаме лекари кои што ќе протестираат, односно здравствени работници кои со години работат со договор на дело, не ги вработија и ќе излезат на протест. Значи да имавме транспарентност од страна на здравствените установи, сигурно ова немаше да се случи. Генерално, според мене како граѓани на оваа држава, не е важно само да се објават одредени информации. Значи, информациите се една почетна основа каде што јавноста може да види, односно да изгради одреден став за одредени случувања во не само во здравствениот сектор, туку и воопшто. Повеќе загрижува фактот на постапување по однос на одредени сомневања или одредени постапувања и во здравствениот сектор и во другите јавни сектори. Кога зборувам постапувања, зборувам да има разрешница крајна за одредени наоди или случувања кои што се детектирани во рамки на функционирањето на јавните институции. Иако, еве да напоменам дека во овие 20 години колку што го следам секторот здравство, сите министри за здравство кои што поминаа низ институцијата, сите првото што го кажуваат, ќе бидеме транспарентни, ќе бидеме отчетни. Повеќе кај нас се менуваат министри отколку што се прават реформи. Додека едниот ќе почне да навлегува во работата, ние одма имаме нов политички пазар, па доаѓа нов министер. Не дека и тие се многу трудат да се разбереме, и тие што беа до сега министри, ништо не направија, реално. Ке седнеш едни исти муабети, ќе има нов клинички центар, 15 години слушаме за нов клинички центар, една шајка не е побиена, 15 години и повеќе. Исто ќе биде и понатаму, значи нов клинички центар никош нема да има. За жал, сметам дека новинарите главните дојави за вистинските скандали и проблеми ги добиваат од пациентите или од свиркачи, а потоа институциите доколку се приморани, зависно од тоа дали јавниот одек ќе биде голем, ги митигираат тие скандали и информации. Инаку, кога станува збор за оние проекти што се предвидени со програмите на владата или секојдневните активности на Министерството за здравство, тука имате една хиперпродукција на информации, која што има за цел што подалеку да се слушне и што подалеку да стигне гласот за добро спроведените проекти. Но често е она што се случува во болничките ходници и она што се случува кога политичарите даваат изјави на телевизија, да се ден и ноќ. Читав и во стратегијата
бројот на лекарите од 2010 до 2020 е зголемен за 1000. Значи биле 5,5, сега се 6,5. Не е точно дека се намалува, напротив се зголемува. Распоредот нивни е неадекватен. Добар дел напуштија и отида не во странството, туку во приватни болници. Тоа е една работа, значи може би остануваат помалку квалитетните доктори во јавното здравство. Она што не достига се 18 тимови за брза помош во Скопје, 50 на тимови на ниво на Македонија. Непополнувањето на тоа е политичка одлука, не е ништо друго. Другиот проблем е што матичните доктори се со просек 59 години. Така да тука треба да се стави акцент да им се овозможи многу лесно во истите ординации или ако отвораат нови, младите доктори не веднаш, туку малце под надзор на тој пред да оди во пензија, да полесно ја презема таа ординација и да им се дадат стимуланс, придонеси полесно, иако има доволен број на пациенти, а сега има баш заради тоа што тие си одат во пензија, едно 300 души е намален бројот на матични лекари, значи бил 2000, сега е нешто помалце. Тоа е добро за тие што остануваат, имаат по 1500 пациенти, имаат поголема капитација, повеќе примања, меѓутоа се намалува капацитетот. Во изминативе 3 децении самостојност, две општествено-социјални области се менуваа како приоритетни во граѓанската перцепција. И не е тешко да се погоди правда или здравство, или и двете заедно. И по правило, околу нив и од нив произлегуваа бројни афери, граѓански судбини, ненавремени и сумнителни одлуки за поединечни случаи, но и сомнежи за мито и корупција, свесни грешки или погрешни одлуки од незнаење и некомпетентност. Прашањето е дали ќе се доведеме во ситуација оваа година онколошките пациенти да може да останат без лек? Одговорот е да. Ризикот постои. Зошто е тој ризик? Ризикот е според клиниката за онкологија во тоа што нивните ресурси се ограничени и зависат од условниот буџет кој што им го одобрува Фондот за здравство, а бројот на пациенти е неограничен и постојано галопира и не е следен во чекор од парите што се даваат за биолошка терапија. Доколку ги погледнете информациите од Фондот за здравство за 2023 година, ќе видите дека во 2023 година на клиниката за онкологија биолошка терапија примале нешто над 1400 пациенти, а сумата која што била одделена од условниот буџет за таа намена била 17,5 милиони евра. Станува збор за една многу кратка листа на лекови, од само 30 и нешто лекови. И за мал претежно број на пациенти, меѓутоа станува збор за исклучително скапи лекови, кои што често пати таа имунолошка, биолошка таргет терапија треба да се прима и со години. Во меѓувреме на клиниката се влеваат и нови пациенти и нема доволно пари да се покријат новите диагностицирани. Требаше да ни се случи тој скандал, да се отвори, односно да се формира анкетна комисија за уште подетелно да слушнеме како нели се прават набавки, како функционира клиниката, па како требало на реверс да набавуваат лекови за да има за пациентите. Меѓутоа, она што всушност го кажа оние кои што раководат со таа клиника, значи неколку директори, тоа не значи дека само еден, дека се трудат да бидат опфатени сите пациенти. Сега доколку во буџетот има за 35 пациенти, доколку има потреба ќе вклучат уште 10, со тоа кратат од буџетот кој што е за следниот месец, меѓутоа ако вклучат 45, што правиме со 46-тиот кој што можеби навистина има потреба од таква поскапа терапија, што значи дека секогаш ќе имало и ќе има пациенти кои што нема да стигнат до терапијата која што ја барат. Всушност и со овој скандал кој што излезе се отворија и пациентите, тие порано многу поретко зборуваа во јавноста, токму тоа што спасот го гледаат во таа клиника која што е единствена за
единствено во моментов кој што ги третира онколошките пациенти, меѓутоа нивните сведоштва всушност и тоа го покажуваат, ако тие треба редовно на 21 ден да земаат цитостатик, затоа што тоа всушност така го пропишал и онкологот, многу често се случувало и се случуваше да земаат на 3 месеци, па да им доцни 4 месеци, или пак воопшто да не се најдат на таа листа. И всушност и тоа е и проблемот, еве и она што го кажуваат и во моментов оние кои што раководат со клиниката, проблем им се буџетите, односно тој условениот буџет кој што го добиваат од фондот, бидејќи тој не соодветствува со потребите, односно со барањата што ги имаат од страна на пациентите. Онда што последно го добивме како информација од здравствените власти дека во теке нели се тие тендерските процедури, меѓутоа знаејќи како течат тендерските процедури во здравствениот сектор, не верувам дека тој во јуни, како што најави сегашниот министар за здравство, дека во јуни ќе биде ставен во функција, затоа што можеби повторно ќе има поплаки жалби, а имајќи во предвид дека имаме и избори, така да неизвестно е дали тој систем ќе им биде достапен на пациентите. Меѓутоа, она што секако ги изреволтира, па и јавноста, и пациентите, и нели експерти, и сите оние што се во здравствениот сектор, голем дел од нив и не знаеа дека постоел тој като систем, е што многу илјадници евра се потрошени за негова набавка, а веќе 6 години тој, да, велат, не стоел во подрум и не фаќал прашина, меѓутоа не знаеме каде стои, зошто не е во функција и зошто немаме еден таков систем кој што ќе кажува точно одредена терапија, каква терапија треба да примат пациентите, во колку количини, во тој случај нема да се прават никакви злоупотреби, односно секој кај знае колку треба да добиат терапијата. Кај нас причините се повеќе политички пред све, меѓу другите кои што ги имаме во западниот свет, така да она кое што е нејасната стратегија, нејасниот кариерен пат кој што го имаат нашите колеги пред себе, политиките на вработување кои што не се базирани на меритократија, односно на еден систем на вредности кој што ќе биде јасен и транспарентен од почеток до крај, преголемата одлука во однос на раководните лица за да одлучуваат и да прават манипулации на списоците на вработување, да се вработуваат последните, а не првите, и слични други причини кои што го зголемуваат револтот кај младиот лекари бират да заминуваат. Ова е денешниот клинички центар, но како по правило последните 2 декади е најатрактивна и никогаш не реализирана идејата за нов здравствен центар. Главен проблем е што нема консензус за државни интереси највисоки. Нема консензус меѓу двете најголеми македонски партии. И тоа се одразува и во здравството. Значи, они не може да се договорат со децении да заедно една проста работа изградува на клинички центар, за да на крај се пофалат кој го изградил или кој почнал да го гради или кој дон одлука. И второ факт е дека во еден мандат ретко може да се изгради клинички центар. Според стратегијата за здравство 21-30 има 3 опции. Едната опција е оваа што беше предвидено надвор од Скопје, така наречена зелена инвестиција, која би чинила околу 430 милиона почетни евра, која не доби подршка од опозицијата во собранието, бидејќи требаше да се донесе закон за задолжување, која сега по мене пред избориве, зависни од резултатот на избори, меѓутоа невозможно. Прво е многу скапа, а второ парите отидоа за автопат и други. Значи, задолжена е земјата да се задолжи 430 милиона. Втората беше она што постоеше во постоечкиот клинички центар во зградата на гинекологија, која по смена на власта, новата власт на СДСМ 2016 негде ја укина, ја откажа и сега се води спор, односно инвеститорите и проектантите бараат, иако доста се даде, за таму се дада доста пари за проектот на странски компании, се ископа дупка една која потоа се даде пари да се затрупа, кај што требаше да биде главната зграда, таа високата зграда, и сега се бараат околу 20 милиони евра за ништо, за копање на дупка и затварање, ништо нема таму, освен што имаше загадување енормно кога работевме таму, кога јас не бев во пензија, да се платат, а ништо не сме добили.
Па пред све ние како асоциација на млади лекари и специјализанти бараме цело време изработка на стратегија. Прво да се лоцираат проблемите, да се лоцираат дупките, да се лоцираат потребите за здравствен персонал на секаде во Републиката, па да се изработи една национална стратегија која ќе биде надпартиска, односно сите кои ќе прифатат и кои ќе работат сите политички чинители да работат на имплементација на истата, за да не останеме без здравствен кадар. Значи, потребна е ние соодветна политика на вработување, соодветен трансфер на знаење, кој што е многу битна, еден соодветен кариерен пат да имаат младите лекари и нормално соодветна валоризација на нивниот труд пред све. Платени дежурства, платени одвоен живот за оние кои што специјализираат од внатрешноста и слично. Треба да се размисли, да се ревидира можеби системот на специјализација, да се види дали ова промена која што е направена 2013 година, дали донесе некакви позитивни промени со тоа продолжување на специјализациите. Значи, повеќе работи треба да се размислат и сето тоа да се стави во една национална стратегија која што ќе опфати еден среден рок, односно еден 10-годишен период во кој што ние ќе работиме сите заеднички за да го подобриме здравствениот кадар пред све, за да може да обезбеди услуги, здравствени услуги за пациентите на секаде низ цела Република. Поширок проблем е, не само лекарите, младите воопшто еден од најголемите проблеми за минување во странство. Кај лекарите некои работи се нелогични, треба веднаш да се направат. Например, имаме на Завод за вработување и сестри и лекари кои се таму пријавени. Не гледам дека има конкурси во кои никој не се јавил. Напротив, се уште има конкуренција, се јавуваат, бараат работа. Имаме не знам колку стотици медицински кадар, меѓу кои доктори кои работат со месеци, години договор на дело. Тоа може веднаш да се среди. Понатаму, за да работат, за да добијат лиценца една година, треба дозвола од Министерство за финансии, кај што губат од кариерата и држава не знам колку месеци дека ја добијат. Тоа треба да се укине. Веќе тие автоматски треба да таму се плаќа, тоа е добро, по 30.000. Значи тоа се работи што може веднаш да се направат. Но неправедно е ако се потценат успешните и се побројни трансплантации на срце, бубрек, коскена срж, кардиоваскуларни зафати. Клиничкиот центар беше и се уште е база за регрутирање на лекари и сестри за приватните и се попознати приватни болници. Па да, мислам дека е преелитно и затоа е проблемот да се клучи поголем број на дејности да бидат покриени од ФЗОМ, значи да станат дел од јавното здравство. Бидејќи навистина таму храната, условите и така натаму се, можам да кажам, и надстандардни. Може би подобро да бидат на некое просечно ниво, а да не бидат толку скапи услугите, за да може да не биде елитно, каде што само мал дел од пациентите може тоа да си го дозволи. Меѓутоа тоа треба постепено, инаку дека покриваат голем дел од здравствената дејност, да не речам дека 90% од богатите луѓе, или оние што имаат средства, или оние што немаат друг избор, ги покриваат приватните болници, тоа е факт. И породувањата, и операции, особено овие што имаат договор со фондот, како што е кардиохирургијата, например, како што е диализата, која 92% е во приватните болници, односно тоа не се болници, сега туку се приватна собственост, тие раководат со нив. И полека тоа би требало да се проширува. Нешто има офталмологија малце, меѓутоа доста се чека, што одат преку фондот. Меѓутоа да, секако дека без нив не може да се замисли денеска здравството во држава. Не би можел да држам, да кажам дали е тоа веќе станат привилегија на богатите, меѓутоа евидентно според цените таму тоа е факт. Нам ни треба интегриран здравствен систем, значи јавно здравство во кој што ќе влезат и приватните болници. Значи нам ни треба целокупна реформирање на нашата перцепција за здравство и како да пристапиме кон истото. Така да повеќе треба да гледаме како да ги направиме, да ги интегрираме во здравствениот систем, затоа што веќе се тука, веќе се присутни. Треба да направиме стратегија како да овозможиме пациентите да добиваат сеопфатна услуга на секаде во државата.
Ни не достигаат, видите, 50 тима не достигаат на брза помош. Ако не достига таква елементарна здравствена заштита, што остана за нешто друго посериозно, каде што кубурат градови без соодветни специјалисти. Така да, очекувано е дека кога пациентот е соочен со една безпомошност, дека ќе потсегне кон приватното здравство, кога нема алтернатива и нема лекар кон кој би пришол. Клинички центар е синоним за македонскиот здравствен систем, по обемот на прегледите, концентрацијата на специјалистички прегледи и отделните субспецијалистички клиники, институти, лаборатории.